Со над 500 учесници и повеќе десетици групни и поединечни маски, градот под Марковите кули, утре, на денот Велики поклади Прочка, по 21 пат, ќе биде домаќин на традиционалното карневалско случување Прочка 2023. Подготовките се веќе завршени и добре дојдени се сите кои имаат желба празникот Велики поклади, со кој се означува почетокот на големиот великденски пост, да го одбележат во духот на многовековната македонска христијанска традиција, велат организаторите. Започнуваме еден викенд кој што во недела ќе кулминира со продефилирање на поворката кој што ќе почне точно од тука, од пред Домот на култура Марко Цепенков, се до централното подрачје, односно плоштадот Методи Андоновченто, каде што ќе бидат изложени и гостинските презентери на годишните маски, прочкари. Над 20 групни маски со по 50 до 100 членови ќе се представат на централната бина на плоштадот Методи Андоновченто. Тука се и гостите од другите градови, значи има од Мокриево, Куратица, Струмица, Охрид, Кавадарци и нашите прилепски традиционални учесници. Очекуваме над 500 маскирани учесници во дефилето и се надеваме на уште еден успешно организиран карневал. Прилепските мечкари, како синоним за карневалот Прочка, и годинава доследни на традиционалните адети и обичаи, повторно ќе ги стават своите сурати и ќе ги облечат автентичните маски, изработени од природни, претежно животински материјали, штавени кожи, животински заби, монистра. И така дотерани, касапите мечкари со ритуален див танц ќе ги гонат демоните и сето зло што го подјармува светот. Мечкарите веќе усовршија својата маска, направија нови костуми, така да веќе со овие костуми можеме подобро да презентираме нашата маска, која представува еден символ на Прилеп, па и Македонија, бидејќи во овој вид на маски сме единствени во Република Македонија, со која маска имаме настапувано скоро во повеќе европски земји. Меѓународниот карневал Прочка, со кој Прилеп е влезен и во Европската карневалска федерација ФЕЕК, традиционално започна вчера со изложбата на маски, изработени од прилепските ученици. Гран при наградата за најдобро изработена маска од природни материјали ја доби ученичката Изабела Талеска од Основното училиште Свети Кирил и Методи од село Подмол.